Во ова издание, Сенатот утре ќе гласа за двата предлога, и на републиканците и на демократите, за отворање на владата. Трамп пак размислува каде да се обрати пред нацијата на 29 јануари. Анализа на гласот на Америка. Ке се одразат ли руските пораки против НАТО врз стратешките цели на Македонија? Вашингтон, град без цигари. Повеќе за ова во продолжение. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Сенатот на САД утре се очекува да гласа за одделни предлози на републиканците и на демократите, да се стави крај на делумното владино затворање, кое веќе влезе во петата недела. Еве ги вестите. Законот што веќе беше усвоен во представничкиот дом, каде мнозинството го имаа демократите, обезбедува владино финансирање до 8 февруари, овозможувајќи им на погодените агенции да почнат со работа додека двете политички страни дебатираат за пограничната безбедност. Во законот не се вклучени парите кои што претседателот Трамп ги бара за изградба на зидот меѓу САД и Мексико. Републиканскиот план пак е базиран врз предлогот на Трамп да се потрошат 5,7 милиарди долари за зидот и да се обезбеди привремена заштита за некои мигранти. Белата куќа објави дека Трамп треба да дискутира за планот со конзервативните лидери, како и со државните и локалните официјални лица. Белата куќа продолжува со плановите за редовното годишно обраќање до нацијата на претседателот Доналд Трамп на 29 јануари. Се уште не е јасно од каде ќе се обрати. Спикерката на представничкиот дом Ненси Пелоси пак сугерираше претседателот да го одложи неговото обраќање. Како причина таа го наведе зголемениот безбедносен ризик поради делумното затворање на владата. Вообичаено неговото обраќање од американскиот Капитол пред двата дома на Конгресот. Веќе се бараат алтернативи за локацијата, а Капитол и НАТО останува како опција. Врховниот суд вели дека администрацијата на Трамп може да забрани служба во армијата на трансродови лица, дури ако продолжат предизвиците на пониските судови со промена на оваа политика. Тоа значи дека Пентагон може да забрани мобилизација на лица кои направиле промена на полот. Администрацијата на Трамп рече дека забраната е неопходна поради огромните медицински трошоци за овие лица. А дали пораките на Русија против членството на Македонија во НАТО може да се одразат врз договорот од Преспа и Евроатлантската стратегија на државата? Владимир Мирчевски известува за ова. Русија не може да го блокира зачленувањето на Македонија во НАТО. Тоа се проценките на познавачите на состојбите по последната серија изјави од врвот на Москва, со кои се проблематизира преспанскиот и процесот на прием на земјата во алијансата. За првиот човек на Евроатлантскиот совет, руската реторика кон Македонија не кореспондира со реалноста, зашто повеќе од 20 години земјава има јасно декларирано дека нејзини цели се членството во НАТО и во Европската унија. Не држи тоа дека се имаше притисок од Западот, присилно Македонија се предели за членство во НАТО и така натаму. Мислам дека тоа е политика која наликува на една пропаганда, нешто да направи во однос на тие тензични ситуации во Македонија и во регионот. За Рамадани неразбирливи се последните настапи, например на шефот на руската дипломатија, во кој тој отворено ја преиспитува легитимноста на процесот на уставни измени, што се толкува и како форма на мешање во внатрешните работи на Македонија. Мы задаем вопросы о том, насколько... Прашуваме за легитимноста на процесот и за тоа до која мерка тој се темели на желбата за консензус меѓу Атина и Скопје или пак е само желба на САД да ги втурнат сите земји од Балканот во НАТО, што е можно побрзо и со тоа да се стави крај на руското влијание во регионот. Владата реши благо да реагира на ваквите пораки од Москва. Ние не сакаме да коментираме интервју на разни личности, бидејќи владата на Република Македонија е посветена на својата цел, нашето зачленување во НАТО и Европската унија. Прашање е зошто Русија реши да биде толку гласна токму во финишот на процесот зимето што треба да резултира со членство во НАТО. Веројатно тие очекувале дека ќе има поголема поддршка внатре во одредени структури, дали се партиски или поединци, но видоа дека тоа не поминува, ова работа е завршена и само тоа ќе остане само на ниво на изјави. Очекувањата се дека во рок од 10 дена по завршувањето на ратификацијата на договорот од Преспа во Атина ќе биде потпишан протоколот за пристапување на Република Северна Македонија во НАТО. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.
Загадувањето на воздухот во САД е зголемено за 3,4% во споредба со минатата година. Ова ја зголеми дебатата за климатските промени, што некои научници веруваат дека всушност е природен феномен. Джесо Семенони за ова. Планетата се менува, расте нивото на морето, температурата се зголемува. Поголема е веројатноста за природни катастрофи, каков што беше опустошувачкиот пожар во Калифорнија. Климатските промени се видливи и не чинат стотици милиарди долари. Повеќето научници се согласни дека климатските промени се резултат на зголеменото ниво на јаглероден диоксид во атмосферата, но други не се согласуваат. Тврдат дека глобалното затоплување е природна појава, која датира уште од леденото доба. Порастот на нивото на морето во 1930-тите и 40-тите години беше толку големо што дури сега ја согледавме. Сепак испуштањето на јаглероден диоксид не започна во голема мера се до 1950-та година. Значи имаше големо затоплување пред да започне испуштањето на јаглероден диоксид. Администрацијата на Трамп исто така ги минимизира ефектите од климатските промени и продолжува да укинува дел од прописите за производство на горива. Нема да ја ставам државата во ситуација да не може да функционира, обидувајќи се да постигне одредени стандарди кои најверојатно не се релевантни. Но научниците велат дека, иако е вината врз индустриските земји како САД, најверојатно нема да ги сносат најголемите трошоци. Најтешко ќе бидат погодени оние најмалку издржливите, кои имаат најмалку ресурси за да се заштитат од ефектите на климатските промени. Тоа се државите во развој од Африка и други кои се уште не постигнале економска благосостојба. Експертите додаваат дека искористувањето на обновливи извори на енергија може долгорочно да го намали испуштањето на јаглеродниот диоксид и да го промени животот на идните генерации. А пушењето на јавни места во Вашингтон е забрането со закон уште од 2006 година. Тоше Огњанов пренесува како тоа функционира во пракса. Се наоѓаме во близина на националното шеталиште во Вашингтон. Денеска е работен ден и бројот на минувачи не е така голем. Сепак за време на викенди и на празници сликата е многу поразлична и има многу повеќе луѓе што се шетаат надвор. Но она што е карактеристично без оглед дали е работен ден или е викенд е дека речиси никој не држи цигара во рака. Жителите на Вашингтон едноставно се откажале од пушењето. Зошто е тоа така, оставете они самите да ни кажат. Не пушам, сакам да имам здрави бели дробови да го одржам телото. Пушењето не е здраво, луѓето треба да се откажат. Татко ми почина од рак на белите дробови и знам колку е лоша навика. Младите не треба да пушат. Се работи за навика што воопшто не треба да ја развиваат. Не ми се допаѓа миризбата на цигарите. Не се добри за здравјето. Овој став на жителите на Вашингтон не е случаен. Повеќето од нив го почитуваат здравиот начин на живење. Многумина пешачат, возат велосипеди или трчаат дури и во зима, без оглед што температурите се и под нулата. Заедно со нивните навики одат и законските одредби. Во 2006 година донесен е закон со кој целосно се забранува пушењето на јавни места. Целта на оваа одредба е да ги заштити лицата што не пушат. Зашто, како што се наведува, докажано е дека пасивното пушење штети на здравието. Низ градот се поставени знаци на кои јасно е наведена забраната за пушење. Почитувањето на знаците е очигледно. Секако има и места на кои што тоа е дозволено и тие се обележани со посебни табли. Се наоѓаат на позиции оддалечени од главните влезови во објектите, но во најголемиот број од случаите тие се празни. Казните за пушењето не се мали. Те изнесуваат од 100 до 1000 долари за физички лица, доколку го прават тоа на места каде што не е дозволено. Казни има и за оние што се овластени да ги предупредуваат граѓаните дека не треба да пушат на одредени места. За нив глобата е по 500 долари дневно. За институциите и објектите пак, што не поставиле знак забрането пушење, казната исто така е 500 долари дневно. Овие суми не се мали ниту за американскиот буџет. Ова беше Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Ве поздравувам до утре.